Благодарам на репликата колешка Арта Билјари-Зендели. Не знам зашто потребата секогаш да демонстрирате сила, дали без некој нешто можело или не можело. Затоа што па ништо не може без опозицијата, па ќе плачете после по медиуми како ви блокирале некој буџет, како ви блокирале закони, како не сте можеле да работите. Да оставиме тоа на страна, да гледаме колегијално, да сработиме нешто, а не дали некој нешто може или не може. Конкретно за критериумите. По истите критериуми по кои што Крешник Бектеши, министерот за економија од ДУИ, ги дели субвенциите за пелети. По истите критериуми. Прв дојден, прв услужен. Апсолутно по истите критериуми. Еве ви го одговорот на првото прашање. Второто прашање. Цената. Ова се план во буџетот, предвидени средства за да се реализира одредена активност. Знам дека знаете дека после тоа ќе си има тендери, ќе си има јавување на тој повик на тендер, ќе си има најдобар понудувач, можеби ќе биде 5000, можеби ќе биде 2000, и релевантно е, парите ќе останат на буџетот, ќе се исплатат онолку колку што цена ќе понуди најдобриот понудувач, како што е согласно законот во оваа република. Уште еднаш, на крај, пошто ви ги одговорив сите прашања и сите дилеми, еве, ајде, покажете доблес, гласете го овој амандман. Благодарам.